Добар ден, мајче. Дал ти Бог добро, синко? Што мака те донесе дури до сонцето? Не прашувам, мајче. Голема мака. Ако е така, влези внатре и раскажи ми се поред. Сонцето само што не дошло. Јас сум царски син, мајче. Но во моево царство не бендисав девојка за мажење. Татко ми даде пари од дазното да земам колку што си сакам, за да шетам по светот и да најдам девојка за мене. Мајче, во 5 царства бев. Девојка не бендисав. Ох, море синко, сега е зајди сонце. Син ми само што не дошол дома. Како што е гладен и жеден, ке ти изеде дури трепнеш. Аман, мајче, сокриме и куртулиме оти сум еден на мајка и на татко. Море мајко, што ме мириса на тук човек? Ке ти кажам, синко, ако ветиш дека ништо нема да му сториш. Штом дошол дури до мене, тоа мора да е голем јунак. Доведи го ваму. Не плаши се, момче. Јас сум сонцето. И сакам да ти помогнам. Ајде, кажи ми, што те мачи? Скини си едно јаболко, та појди си дома. Пресечи го јаболкото и ќе ти се појави една девојка од мајка неродена. Ќе ти побара леп и сол. Таа е мојата сестра и ќе ти биде невеста.
Ако ми дадеш, момче, леп и сол, ќе бидам твоја верна невеста. Води ме кај тебе дома, домакине. Јас сум царски син и не сакам да те носам пеш по градот. Одам по кочија. Ке те донесам со сите салтанати како што прилега на царски син. А ти? Девојко прекрасна, ти почекај ме тука. Што бараш горе, мори, сестро? Да не бегаш од нешто, а? Го чекам царскиот син. Која си ти, мори, сестро? И зошто го чекаш царскиот син? Јас сум сестра на сонцето. Ќе му бидам невеста на царскиот син. Таква ли е работава, а? Мори, девојко, оти вака оцрне во лицето. Од сонцето што ме грееше, домаќине. Досега не беше ме видела во јаболкото, иако сум му сестра. Што ми е така, ајде да одиме, ќе те носам во дворецот. Чујте и почујте! Денес точно напладне царскиот син се жени со сестрата на сонцето. Се покануваат сите граѓани да дојдат на големата свадба. Чујте и почујте, царот го жени синот. Убава руба, а во лицето груба, свири царска труба. Царски син се жени, сватови си слава, а синот царски страда. А тој не може да свати, кој ли му ја зема, та лична злата, каде ли ја снема. А тој не може да свати, кој ли му ја зема, та лична злата, каде ли ја снема. Царски син се жени, сватови си слава, а синот царски страда. А тој не може да свати, кој ли му ја зема,
može da shvati koji li moja zema, ta lična zlata, kade li jas nema. Каде ја фати таа риба, домаќине? Во бунарот, каде што те оставив да ме чекаш. Види колку е убава. Види колку е златна оваа риба. Нели е прекрасна? Оваа риба позлатена мора да е девојката што ја турна во бунарот. Нели е прекрасна рибава, жено моја? Риба како риба, домаќине. Убава е за јадење, а не за гледање. Што ми е така? Нареди им на слугинките да ја сготват за ручек. Зошто ги собираш коските, мори, жено моја? За да си најдам работа, домаќине. Тоа е работа на слугинките. Ти си жена на царскиот син. И сакам да внимаваш како се однесуваш. Добро, домаќине. Веднаш ќе ја викнам слугинката. Веднаш ќе дојде, домаќине. Дојди со мене на прошетка, во градината. Јас ќе останам овде. Треба да ја кажам на слугинката што да ни сготви за вечера. Ти оди си на прошетка, а јас подоцна ќе ти се придружам. Само немој долго да те чекам. Знаеш дека не сакам сам да шетам. Чекаме во градината, домаќине. Веднаш ќе дојдам. Да не криеш нешто од мене? Кој? Зарем јас, домаќине? Па јас немам тајни пред тебе. Земи си чадор. Може да заврне. Ќе земам, домаќине. Конечно те уништив, сестро Сончева. Жено? Жено? Жено, стани да видиш што чудо станало.
Што е бре домаќине? Преку ноќ израснала е болкница под нашиот прозорец. Каква е булкница домаќине? Прекрасна е болкница. Со златни јаболка. Жено, стани да ја видиш. Остави ме да спијам домаќине. До ниедно време сум везала. Како сакаш. После ќе ја видам. Јас одам да и се изнагледам. Вакво чудо уште во мојов дворец никогаш немало. Одам да и се изнагледам. Ах, та кучка што ми прави, уште еднаш ми се јави. Ах, та кучка што ми прави, на прозорец пак се јави. Тој по неа вез ден пека, место мене да ме гледа. Друго чаре нема, не смеам да чекам. Морам злата да ја спречам, да, јаболкницата да ја сечам. Баба, види какво конче. Кај ја најде таа гранка, бре Чедо? Не е ова гранка, баба, ова е конче. Жена му на царскиот син ја сечеше јаболкницата во дворот и... И ти ја даде? Не ми ја даде, сам си ја зедов. Сите други гранки ги стави во фурната, ги изгоре и пак ја содзида фурната. А зошто направи така, баба? Не знам, Чедо. Таа самата си знае. Ај ние да не се мешаме во царски работи. Ајде, Чедо, време е за на училиште. Ајде, даскалот ке се налути ако задоцниш. Бабо, може ли да го задржам кончето? А каде го стави? Па еве го под креветот. Ајде, станувај, твоето конче ке трча кога ќе се вратиш од училиште. Леле, кој ми ја чистил куќава, бре Чедо? Па ти, баба, кој друг би можел? Јас? Јас не. Боже. Си заборавила, баба. Ете кој ми чистел. Ете кој ми метел. А која си ти, Керко? Јас сум Злата Позлатена. А од кај доаѓаш? Ох, мори мајко. Тоа е многу долга приказна. Сакаш да ми бидеш керка? Сакам.
Барате некого? Да, бабината Керка. Злата Позлатена. Ја познаваш? Да, ја познам. Вистина ли е тоа што се зборува за неа дека е многу убава? И пубава. И поубава? А момче, знаеш ли можеби каде живее? Знам. Дојдете, ќе ја видите и ќе се уверите колку е прекрасна нашата Злата. Благодарам. Таа ли е или не? Како да разберам? Многу личи на девојката што ја оставив на каменот крај бунарот. Дали е таа? Аха. Ќе направам еден марифет. Чујте и почујте. Голема гозба. Се покануваат сите девојки да дојдат. Чујте и почујте вечерва голема гозба. Чујте и почујте. Ќе ги повикате девојките во оваа одаја и ќе ги терате да ви раскажуваат се за нивниот живот. Да. За тоа како живееле, што им се случувало. Такви работи. Ќе ги терате да ви се исповедаат. Не грижете се, ваше височество. Знам се што треба. Ќе биде токму така како што сакате. А за тоа време, јас ќе ве сокријам на едно такво место, каде што ќе можете да чуете и да видите се што сакате. Богато ќе ве наградам, пријателке моја. И? Не сакаш да кажеш, а? Кажи. Ама... Зошто не сакаш ништо да кажеш? Зошто, ама? Ред е да кажеш. Не е убаво. Сите девојки кажаа по нешто за себе, а ти не сакаш ништо. Да кажеш која си, од каде си, чија си, каде си пораснала. Да кажам, ама... Зошто не сакаш да кажеш? Кажи. Знам дека нема да ми поверувате. Зошто да не ти веруваме? Ако е за верување, ќе ти веруваме. Кажи. Ќе кажам, само ќе ве замолам, не кажувајте му на царскиот син. Не. Јас сум сестра на сонцето. И царскиот син ме побара жена да му бидам. Ама една Егјупка ме фрли во бунарот и... Жено моја, прекрасна Злата Позлатена, љубов моја, Води ме кај тебе дома, домакине. Сите малски девојки излегоја да ги испратат Злата Позлатена и царевиот син. Царевиот син ја однесе Злата Позлатена во дворецот и направи свадба што траеше токму 3 години. А Егјупката нареди да ја завиткаат во рогозина и да ја запалат. Така историја. А Злата Позлатена и царевиот син живееа долго и среќно.
заоѓа сонцето денот, што го позлатува. Едно дете сонува во светот, на бајките патува. Таму е толку волшебно, лета сонот на крилес ад. Сите можни чудеса во светот на бајките живеат. Таму е толку волшебно, лета сонот на крилес ад. Сите можни чудеса во светот на бајките живеат. Кога заоѓа сонцето денот, што го позлатува, едно дете сонува во светот, на бајките патува. Таму е толку волшебно, лета сонот на крилесат. Сите можни чудеса во светот, на бајките живеат. Во светот на бајките само чудесно тајно влегуваат. Децата што мечтаат, децата што сонуваат. Во светот на бајките само чудесно тајно влегуваат. Децата што мечтаат, децата што сонуваат. Кога заоѓа сонцето денот, што го позлатува, едно дете сонува во светот, на бајките патува. Таму е толку волшебно, лета сонот на крилестат. Сите можни чудеса во светот, на бајките живеат. Во светот на бајките само чудесно тајно влегуваат. Децата што мечтаат, децата што сонуваат. Во светот на бајките само чудесно тајно влегуваат. Децата што мечтаат, децата што сонуваат. Во светот на бајките само чудесно тајно влегуваат. Децата што мечтаат, децата што сонуваат. Во светот